Исилувањето е голем проблем за земјите од источна и југоисточна Европа. Владите прават многу за да го задржат младото население, но претежно грешат. Анализира австрискиот весник Ди Пресе, во која анализа се занимава со имиграцијата од земјите како Македонија, Хрватска, Србија, Босна и Херцеговина, Бугарија и така натаму. Земјите во источна и југоисточна Европа драматично ги губат своите жители. Стапката на наталитет е ниска, а стотици илјади луѓе мигрираат на запад секоја година. Вели Ди Пресе. Австрискиот весник ја цитира изјавата на српскиот председател Александар Вучич дека србите исчезнуваат како народ, објаснувајќи ја неговата одлука од 1 јануари тројно да го зголеми еднократниот породилен додаток за раѓањето на првото дете, кој моментално изнесува 850 евра. Ди Пресе наведува дека поради пандемијата бројот на починете во Србија минатата година бил 115.000, што е безмалку двојно повеќе од бројот на родени, кој паднал на нешто под 62.000. Исто така, секоја година меѓу 50.000 претежно млади срби ја напуштаат својата татковина привремено или трајно во потрага по работа. Слична е ситуацијата и во Хрватска. Луѓето се иселуваат затоа што сакаат стабилна животна средина и подобри можности. Според студијата на Обединетите нации, објавена во ноември, 47% од младите на возраст од 18 до 29 години планираат да емигрираат на запад. Наведените причини се надеж за стабилна животна средина, работа која одговара на нечии квалификации и подобри услови за живот, како и желбата да се живее во помалку корумпирано општество, пишува Ди Пресе. Емиграцијата и падот на наталитетот предизвикуваат затворање на училиштата, болниците и здравствените центри, што за возврат го забрзува иселувањето и старењето на руралните средини. Стои во Ди Пресе истакнувајќи дека тоа води кон пропаст. Поради ова, например, Хрватска до 2050 година ќе изгуби 18% од населението. Бугарија 22,8, Литванија 22,1, Летонија 21,6, Украина 19,5, Србија 18,9, Босна 18,2 и Хрватска 18%. Се проценува дека истокот на континентот 1990 година наваму изгубил 18 милиони жители. Но, сета оваа демографска хаварија не може да се спречи со зголемување на државните премии за раѓање и патриотски патос. Колку побрзо владите сватат дека решението за демографските проблеми не лежи во зголемувањето на наталитетот, толку побрзо ќе можеме да се концентрираме на она што е навистина важно – создавање земји каде луѓето остануваат, живеат и сакаат семејства. Изјави Алана Армиташ од Фондот за население при Обединетите нации.